Харпер против двајца, Харпер убаво положува. Најдобриот меч му беше оној вториот, кога се повреди Коби Брајант. Постигна 21 кош, што е личен рекорд на Рон Харпер за еден плей-оф меч. Дејвис против Харпер, Дејвис се ближи, Дејвис далеку повисок од својот чувар, но нема кош и сега Харпер. Нешто како полуконтра го има Коби Брајант, прекрасно Коби Брајант, има кош и лична грешка. 21 година има Коби Брајант, меѓутоа игра неверојатно зрело. Видовте, имаше чиста позиција да погоди, воопшто да не се колеба и никој да не му замери ако упати удар, меѓутоа забележа дека под кошот AC Green несебично му ја даде таа топка и еве 3 поени од тој потек на Коби Брајант. Поените на AC Green само логично продолжение на една безпрекорна асистенција. Джексон. И повторно Смит, да видиме овој пат. И овој пат има рампа, но претходно лична грешка. И логична е оваа лична грешка по трите убави напада и реализации на Рик Смит. Едноставно Шејкил Онил реши да биде поагресивен, да не му дозволи толку простор. Прецизен во првиот обид. Ќе подсетам уште еднаш, 221 сантиметар има. А Рик Смит, еве го учинокот на двата кошаркара. Инаку Рик Смит годинава со максимално лимитирано време со оглед на повредите што ги има на колената и на тетивите, на скочните зглобови. Едноставно, дури и да сака Лери Бирд, не може да му даде поголема минутажа, затоа што ќе го има половичен на теренот. Брајант, тројца крај него, па повратна Шејкил. Во бековски стил ја водеше топката со скок-шут, меѓутоа без реализација. 11-9, Смит 6 поени. Джексон, Смит, Джексон уште еднаш. Джелен Роуз, прв обид и тоа за тројка. Повторно имаме најава на еден многу убав надпревар. Од меч во меч, со исклучок на онаа прва средба, овие два тима играат се поубаво и поубаво. Брајант преку човек, Шејкил е под кошот, Шејкил нема одбрана. Јас не знам само зошто му прават воопшто лични грешки кога ќе дофати таа топка под кошот. Тука одбрана не може да има. Човек треба да направи толку груб прекршок што едноставно ќе биде досудена намерна лична грешка, а со вакви условно кажано благи прекршоци овој човек не може да биде запрет. Да видиме како ќе му одат слободните. Не баш пријатна најава за него и за Фил Джексон и еве го првиот тајмаут на овој пети меч. Убав надпревар, Рик Смит во центарот на вниманието, најпрецизен во досегашниот тек од средбата. Резултатот е 14-11 на минати 5 минути од првата чета и дополнителни 5 минути, меѓутоа сепак дојдоа до победата. Дали ова првата замена, да видиме во надпреварот Сем Перкинс на местото на Рик Смит. 6 поени и 2 фаула на Рик Смит, учинокот во првите 5 минути од надпреварот. Продолжуваме со напад за Индиана Пейсерс. Джексон, Дейл Дејвис. Дейл Дејвис против Шејкил. AC Green ја собра оваа топка пред него. Харпер, па Коби Брајант, па AC Green. И уште еднаш Харпер. Време е да се заврши овој напад на Лейкерси. Харпер ќе го заврши со промашување.
Скок на Сем Перкинс. Реджи Милер. Пред него е Ейси Грин. Сем Перкинс далеку од рекетот. Прва намера да се извлече Шекил од таму, а втора да се шутне тројка. Со оглед на тоа дека на Перкинс одлично му оди тој шут, тој елемент. Перкинс кон Дейвис, нов него побит. И во третото шутирање по ред, еве успева да стигне до своите први поени. Брајант. Предолго ги чекаме неговите први поени. Да видиме. Глен Райс, Харпер, Шекил, преку Перкинс, нема кош. Скок на Джейлен Роуз. 16-11, 5 предност за Пейсерси. Лична грешка, нема кош. Има две слободни фрлања, фаулот го направи Глен Райс. Реков неколку пати во претходните преноси, еве ќе повторам, Глен Райс, ова му е последна сезона во дресот на Лейкерси, тоа е веќе повеќе од јасно. Реков за неговите услуги, заинтересирани и Мајами Хит, неговиот поранешен тим, и Шарлот Хорнетс, исто така поранешниот тим. Джексон до Дейл Дейвис. Дейвис, повратна. Джексон, 3 секунди за овој напад. Джексон од тешка позиција и Дейл Дейвис. Кога веќе ја дофати таа топка, а забележа дека го нема Шекил Онил околу него, многу брзо и елегантно ја смести топката во кошот. Па сега Коби Брајант и се уште ги нема неговите први поени. Ова е четврти кош на Шекил Онил. Шекил со украдена топка сега во одбраната. Джейлен Роуз упорен да остане таму и да ја дофати таа топка и сега тројка и лична грешка. И лудница во Консико Филдхаус по овој потек на Реджи Милер. Еве да видиме уште еднаш. Убаво пресече Шекил Онил, грешка во додавањето. Се пишмани, се поколеба и тука беше Джейлен Роуз да му ја украде таа топка и погледнете. Без коски погоди, имаше и лична грешка и 4 поени од овој напад. И веднаш податок дека Реджи Милер е 6-ти играч во историјата на NBA лигата кому во финален надпревар му успеало да постигне 4 поени од еден напад. Претходно тоа, на претходниот меч му успеа на Глен Райс, се сеќавате. А меѓу тие што направиле такво нешто е и Тони Кукоч. Коби Брајант во меѓувреме ги постигна своите први поени, на кои враќа со 2 Джейлен Роуз. Уште еднаш ќе кажам, одлична прва четвртина, најава за прекрасен надпревар. Индијана исклучително висок процент на реализација, цели 69%. Еве, тоа е причината што Фил Джексон ќе ја прекине таа серија со нов тайм-аут. Ќе ги видиме уште еднаш поените на Коби Брајант, до него е Джейлен Роуз. Убав удар од место преку човек Коби Брајант. И на спротивната страна поените на Джейлен Роуз. Задосни да се извлече од сите тие блокови Рик Фокс. И 24-15. 9 предност за Индијана Пеки во првото коло од плей-офот. Но тоа нормално не се брои како историја на NBA. Коби Брајант, Дейл Дейвис, Реджи Милер се чешка и Роберт Хорие во игра за прв пат на оваа средба. Харпер, пред него е Марк Джексон. Шекил Онил брзо удвоен, сам Рик Фокс на спротивната страна. Шекил и повторно дојде на онаа далечина што тој ја сака, ја посакува од кошот. И повторно неодбранливо. 24-17. Джексон, Перкинс за тројка, има тројка. Кажав во моментот кога влезе во игра, едноставно човекот љуби да се извлече надвор од рекетот и да шутира за тројка и има одличен шут, автоматизиран. Сега Хори дали ќе врати пресилно, Реджи Милер пред Рик Фокс.
Джексон го имаме со топката, па Дейл Дејвис. Четврти поен за Дейл Дејвис. Максимално храбро игра, не е познат како нешто подобар шутер, меѓутоа еве на оваа средба упорен да шутира и поентира и му оди. Сега Роберт Хори враќа на спротивната страна, од табла Глен Рајс е на клупата. Стандардна замена Роберт Хори на местото на Глен Рајс. 10 поени предност за Индијана, еве можност да биде намалена. Коби Брајант. Коби Брајант со ролинг е многу лесно, без никакви шанси. Марк Джексон во овој дуел 1-1 против Коби Брајант, па уште и на контра. Без помош од соиграчи. Дејвис 6 поени до сега, Джейлен Роуз, уште еднаш Дейл Дејвис. Роуз за тројка, па како само ги шутираат овие тројки во првата четвртина кошаркарите на Индијана Пейсерс. Ако не се лажам, не промашија ниту една. Брајан, Хори, Шекил, заглушувачка атмосфера во салата и Шекил неодбранливо уште еднаш. Не смее да му се дозволи да дојде вака близко, па згора на тој и да остане 1-1. И пак 9 предност за Индијана Пейсерс. 105 секунди до крајот на првата четвртина и прекрасно одигран напад. Изборедно одигран напад, Джейлен Роуз во улога на асистент, а Реджи Милер во улога на поентер. Харпер, Фокс. Уште еднаш Харпер, Коби Брајант бара топка, ја добива уште еднаш против Джейлен Роуз. Брајант од место, нема кош, Шекил, офанзивен скок. Хори за тројка и во вториот обид за тројка прецизен. Ова е втора тројка на Лейкерси во оваа четвртина, првата ја постигна Рон Харпер, се сеќавате? 8 предност за Индијана, се игра последната минута. Перкинс кусо, Дейл Дејвис само за момент. Харпер ги излече ли контра, го има под кошот Хори, меѓутоа го забележа добро, но не ја додаде добро топката. Фил Джексон сега за нијанса нешто позагрижено лице и двојна замена во тимот на Индијана Пейсерс. Логично, во финишот на првата четвртина некако постојано Лери Бирд своите адути ги вади од игра, ги пази од лични грешки. Видовте Остин Кроушир во игра. Лери Бирд приговара. Джексон. 8 предност за Индијана. Джексон. Кроушир, убаво до Джейлен Роуз и повторно тројка. Па ова е неверојатно. Ако не се лажам, ова е пети обид за тројка на Индијана Пейсерс во оваа четвртина и пета тројка. 37-26. 37 поени за една четвртина. Неверојатно. Па згора на тоа и против Лос Анџелес Лейкерс. Феноменална игра на кошаркарите на Лери Бирд во првите 12 минути. Джексон, 1-1 против Коби Брајант. Да видиме дали има храброст да одигра сам. Центарски, Джексон. Има ли време за Харпер? Успеа да испрли оваа топка, но не и да погоди. Феноменална прва четвртина. Гениална игра на Индијана Пейсерс во првите 12 минути и одлична игра на Лос Анџелес Лейкерс. 39-28, најава за уште еден феноменален меч меѓу овие два тима. Неверојатен процент на реализација на кошаркарите на Индијана Пейсерс. Брзо се решаваат за шут и со голем процент реализираат. Тоа е причина за овие
неверојатни 39 поени во 12 минути игра. И уште еднаш ќе кажам, не постигнати против било кого, туку против Лос Анџелес Лейкерс, тимот кој што има еден играч во најдобрата дефансивна петорка ова првенство и еден во втората најдобра дефансивна петорка, Шекил Онил и Коби Брајант. Кроушир на влез и Роберт Хори само на ваков начин можеше да го запре, ако случајно не ја избиеше таа топка или пак ја промашеше, ова ќе беше забивање. Джейлен Роуз е фаулиран од Роберт Шо. Преблиску до него во став судир помеѓу Брајан Шо и Джейлен Роуз за лична грешка. Тревис Бест е неизвесен за оваа средба. Не се знае дали воопшто ќе влезе, а причината е она намерна лична грешка што ја направи врз Шекил Онил. Ем намерна лична грешка направи, ем самиот се повреди. Брајант. Шекил Онил, удвоен. Шекил од противната страна, нема кош. И Сем Перкинс во страф од Шекил Онил ја изби оваа топка надвор од теренот. Сем Перкинс. Брајант од прва, од крило, нема кош и повторно Сем Перкинс ќе ја загубеше оваа топка. Сепак Индијана останува во напад. И натаму го имаме истиот резултат од првите 12 минути. Тоа се 11 поени предност за Индијана Пейсерс. Перкинс нов обид за тројка и нема тројка овој пат. Ова беше првото промашување, меѓутоа Кроушир е упорен. Джексон назад. Роуз. Перкинс за 3, изблокиран. И да видиме, сам во нападот Шекил, каква реализација. Експлозивна, молневита контра. Роберт Хори имаше прекрасен преглед на ситуацијата и убава реализација. 9 поени на Индијана од загубени топки на Лос Анџелес Лейкерс, 2 на Лейкерси. 39-30 е резултатот. Коби Брајант. Шекил Онил. Фокс. Джексон. И натаму Джексон центарски ја промени одлуката. Право во рацете на Брајан Шо. Мислам дека е време за Лери Бирд да бара тайм-аут. И да видиме сега што е досудено. Ако немаше овде лична грешка од Дерек Меки, треба да има двојна игра на Брајан Шо. И еве го тој момент, реков веќе. Лери Бирд не смее да дозволи да продолжи оваа серија на промашувања. И во четвртиот меч вака започна со одлична игра на Индијана Пейсерс и 10 поени предност, а потоа следуваше одлично Лейкерси и Пейсерси. 54-то NBA финале. Се уште трае тайм-аутот на Лери Бирд. Побаран по на лоша серија на самиот почеток од втората четвртина на неговите кошаркари. Реков веќе, Лери Бирд без друго знае дека таа втора четвртина може да биде клучна и критична и да падне во вода сето она што со фантастична игра го изградија неговите кошаркари во првите 12 минути. Сепак, Тревис Бест може да игра. Велам, не е наполно здрав, имаше многу незгоден пат на паркетот по намерната лична грешка што ја направи врз Шекил Онил. А надпреварот продолжува со компромисна одлука на судиите да има потфрлање по на игра на Брајан Шо и Дерек Меки. И двајцата го држеа баскетот, имаше и двојна игра, па и нешто како лична грешка од Дерек Меки, но како и да е, во напад ќе продолжи тимот на Индијана Пейсерс. Фил Джексон по се изгледа доцна виде дека Тревис Бест е внесен во игра од страна на Лери Бирд, инаку порано ќе реагираше, едноставно традиционално, штом Тревис Бест е во игра, влегува и Дерек Фишер. Джейлен Роуз против Шо.
Роуз и понатаму убав дриблинг, меѓутоа претходно лична грешка направи Брајан Шо. Лесно со ролинг се ослободи, го остави во празен простор. Да гледа во празно Брајан Шо и еве сега замена. Брајан Шо оди на клупата, а на негово место Дерек Фишер. 9 поени предност за Индијана на 9,5 минути до крајот на првото полувреме. Роуз центарски против Коби, прецизен. Джелен Роуз нема поени од поле, ниту од линијата за слободни досега. Кошаркарите на Индијана Пейсерс во оваа втора четвртина прекинате тој пост од 4 промашувања поред. Брајан до крај, нема кој штета. Прекрасно мина, убав потек. Нема реализација. 11 предност за Индијана. Бест. Перкинс. Уште еднаш Бест. Послужи за спотер. Сем Перкинс. И сега Джейлен Роуз уште еднаш. Ќе оди на реализација и тоа успешна. 13 поени предност за Индијана Пейсерс. Реджи Милер се подготвува да влезе во игра. Брајан. Прекрасна атмосфера, огромна поддршка за домашните кошаркари. Брајан ја замолчи публиката. Убаво со дриблинг, што се вели го цимна, го изфрли од рамнотежа. Джейлен Роуз си обезбеди простор за убава реализација. Роуз сега против Роберт Хори. Роуз повторно на влез и каков судир. Дали нема ништо? Ова беше многу незгоден пат. Еве да видиме уште еднаш, по инерција стапна. Еве сега убаво се забележа, стапна на нозете на Роберт Хори и заврши на многу незгодно место. Джейлен Роуз со мала помош на раката, меѓутоа можеше да биде далеку понезгодно. Хори. Рајс против Реджи Милер и Рајс не успева да погоди. Роуз. Милер. Нема кош овој пат. Кроушир ја бркаше оваа топка неуспешно. Фишер. Топка за Шекил. Шекил. Нема кош. Уште една Шекил. Лична грешка и повторно нема кош. Ке има две слободни фрлања. Перкинс ја направи личната. Еве да видиме уште еднаш. Далеку поуспешна е одбраната на Индијана Пейсерс против Шекил Онил, кога Сем Перкинс се во игра. 10 поени, 7 скокови за Шекил Онил. Велам, гледајќи ја статистиката на Шекил, кога до него е Рик Смитс, може да се забележи неверојатен податок дека во двете средби во Индијана Онил реализира 77% од обидите од поле, кога до него е Рик Смитс. Кога до него е Перкинс, Шекил Онил реализира со 50% успех. Роуз запре на играта, има лична грешка од Коби Брајан во борба за позиција. Да не му дозволи на Реджи Милер да дојде до топката, Брајан прави лична грешка. За сега се чуваат од лични грешки и Коби Брајан и Шекил Онил. Роуз мали проблеми со топката и уште еднаш Роуз. Роуз за тројка. Роуз прецизен. Каков е овој шут на Джейлен Роуз, ако не се лажам, ова е трета тројка од четврти обид. 46-32. Ова е највисока предност на Индијана Пейсерс до сега. 14 поени. Рајс фаулиран и еве можност на тројката да врати со 3 поена. Не од еден шут се разбира, меѓутоа да донесе 3 поени за екипата на Лос Анџелес Лейкерс. Еве ќе ја видиме уште еднаш
Оваа тројка на Джейлен Роуз преку Роберт Хори. Максимално прецизно оваа топка не го допре воопшто обрачот. И сега ќе видиме Глен Роуз. Ова беше лоб додавање, прецизно изведено од Роберт Хори до Глен Райс. И ќе има дополнително слободно фрлање. Претходно тайм-аут за Лери Бирд. Веднаш потоа следуваше експлозија, посебно во нападот од Джейлен Роуз. Голема заслуга за овие 12 поени предност на Индиана Пейсерс. Нешто помалку од 7 минути до крајот на првото полувреме. Цели 18 поени за тројка, 4 пати прецизен од 4 обиди. Од поле 7 пати прецизен од 9. Неверојатна игра во нападот на Джейлен Роуз. Човекот годинава ја доби наградата со играч со најголем напредок во една сезона. Во просек годинава постигнуваше по 7 поени повеќе по надпревар од сезоната претходно. Коби Брајант во продолжението на надпреварот е на клупа, а Индијана има 11 поени предност. Тревис Бест и тој не знае да промаши. Едноставно за неверување ваквата игра во нападот на Индијана Пейсерс. Мала криза на почетокот на втората четвртина, 4 промашувања поред, меѓутоа повторно доаѓаат на свое. Повторно се во оној ритам од првата четвртина. 13 предност за Индијана. Реджи Милер. Милер се заглави тамо во аголот, успеа да се извади без четврти поен поред. Од тешка позиција, надвор од баланс, меѓутоа му работи зглобот. 50-35. Сега највисока предност на Индијана, 15 поени. Изблокиран Дерек Фишер, услови за контранапад, 2-1, Реджи Милер, Джейлен Роуз. Неверојатна игра на Индијана Пейсерс. Максимално надиграни кошаркарите на Лейкерси. И да видиме сега што има. Дали има тука лична грешка во напад? Фаулиране Реджи Милер. Да видиме уште еднаш, ова се поените на Тревис Бест. Погледнете. Истрча на него, ако забележав добро, односно Рон Харпер. И ова контра молневита на кошаркарите на Индијана Пейсерс. 11 поени на Пейсерси од загубени топки на гостите и сега имаме лична грешка во напад. Джейлен Роуз беше во судир со Дерек Фишер. Судиите велат дека тој е оној што некоректно одиграл во тој судир. Еве да видиме уште еднаш. Ова е сомнителна одлука. Се движеше Дерек Фишер, влезе во движењето на Джейлен Роуз, го покри, меѓутоа судиите се решија за Роуз. Хори запре на играта. Што има сега? 3 секунди. Ова ретко се случува во NBA, да бидат досудени 3 секунди на некој од кошаркарите во противничкиот рекет, меѓутоа, еве сега Шекил Онил се заборави таму. 17 поени предност на Пейсерси. Роуз. Време е да се шутира. Роуз. И овие 19 поени разлика се највисоката предност што тимот на Индијана Пейсерс е имал во ова финале против Лейкерси. Шекил успеа да се задржа. Го забележа под себе Сем Перкинс. 54-37. Неверојатен резултат. Джейлен Роуз 22 коша. Роуз повторно. Чисто избиена топка и да видиме Перкинс за тројка. Овој пат не успеа да погоди. Па и многу ќе беше и оваа тројка ако влезеше. Шекил Онил 1 на 1 има. Шекил и нема одбрана. 1 на 1 против Шекил. Исто како да сте дозволиле да ви дадат кош. 54-39. Бест. И натаму Тревис Бест. Бест убави дриблинзи.
Извади за 3 за Реджи Милер. Нема награда за оваа игра на бест. И да видиме сега Харпер. Чисто избиена топка. Джелен Роуз. Па Реджи Милер. Па Роуз. Кусо. И лична грешка на Остин Кроушир. Забележливо ја имаше Шекил Онил топката во раце. Остин Кроушир направи лична. Имаме нов тајмаут. Овации за кошаркарите на Индијана Пейсерс за ова што го прикажуваат од почетокот на надпреварот. Моментно резултатот 15 поени предност не гарантираат ништо. Коби Брајант е многу тивок во ова прво полувреме, а без друго ќе дојдат неговите 5 минути, а кога ќе дојдат се е можно. Шекил Онил исто така, но повторно ќе кажам, од самиот почеток овој надпревар пети поминува во знакот на Индијана Пейсерс. Буквално се им оди од рака, посебно во нападот, а Джелен Роуз ја игра можеби и најдобрата партија во својата кариера. Дерек Фишер поаѓа во напад во ситуација кога противниците имаат плюс 15. Рајс. Хори за тројка. Многу непрецизно. И Рик Смит собра еден отпадок. Индијана е во напад. Реджи Милер убав дриблинг. Реджи Милер фантастичен потек. Прекрасен дриблинг. Еве потврда дека се работи за кошаркар чија единствена доблест не е само шутот. Има тука многу материјал во него. И дриблинг, и влез, и положување, и игра со двете раце. Сега да видиме, ако нема лична грешка, има чекори од Дерек Меки, меѓутоа има лична. Погледнете, против Коби Брајант. Прекрасен дриблинг, како само го испрли од игра. И преку раката на Роберт Хори за 2 поена, и тоа положување со левата рака. 56-39. 17 предност за Индијана. И во напад се домакините. Реджи Милер изнудува лична на Коби Брајант. Искусно, мудро, фино, паметно. Лична на Коби Брајант без слободни фрлања за Реджи Милер. Еве погледнете уште еднаш. Значи, толку му се плашат од шутот што буквално сите што го чуваат летаат само што ќе ги крене рацете нагоре. Трета лична за Коби, само 6 поени и Реджи Милер не знае да промаши слободни фрлања. Изведе 32 во предходните 4 средби, а промаши само едно. Предходно имаше серија од 26 погодени слободни фрлања поред. И уште еднаш Реджи Милер. И логично уште еднаш прецизен. 58-39, 19 предност. Феноменално прво полувреме. Шекил. Враќа со 2 поена. Нешто преку 2 минути до крајот на првото полувреме. Бест. Сега од овој агол тешко може да се оцени дали беше шут или додавање, како и да е, убаво и ефикасно за Индијана. 60-41. Шекил е под кошот и каков судир. Апсолутно без никаква намера, меѓутоа како од зид се одби Рик Смит. Еве да видиме уште еднаш. Му побегна за момент топката, скок кон кошот. Како Тајсон да го удрил. Рик Смит си може да замине на клупата, да се совземе малце по овој за него стравичен судир со Шекил Онил. Сем Перкинс е тука да го замени. Брајан Шо исто така влегува во игра. Коби Брајант е надбор од теренот. И Фил Джексон, а и самиот се надева на подобро второ полувреме.
Глен Рајс ќе уфрли топката во игра. 60-41. Шекил, неодбранливо. И натаму не престануваат негодувањата на публиката во арената од тој судир. Беше досудена лична од Рик Смитс. Публиката и играчите на Индијана бараа спротивна одлука. Дейл Дейвис, нема кош. Скок на Брајан Шо. 17 предност за Индијана. 70 секунди до крајот на првото полувреме. Хори, Рајс против Дерек Меки има лична грешка. Дерек Меки. Уште еднаш ќе кажам, до ова финале беше кошаркарот со најмногу плейоф надпревари во историјата на NBA лигата, а без учество на еден финален меч. Значи имаме две слободни фрлања за Глен Рајс. Глен Рајс годинава игра за $7 милиони. Пристојна сума за пристоен талент. Непрецизен во првиот обид. Уште еднаш Глен Рајс. Само 4 поени. Еве го и петиот. Перкинс до Тревис Бест. Агресивен Дерек Фишер, Тревис Бест. Човекот има безпрекорна техника на водење на топка, координација, брзина, експлозивност во движењата. Прекрасна замена за Марк Джексон. Реджи Милер имаше време да се намести. А има ли време да се намести, тогаш црно му се пишува на противникот. Нова тројка за нови 19 поени предност. Роберт Хори не враќа. Скок на Дерек Меки. Бест уште еднаш. Пресече за момент Дерек Фишер, а потоа направи лична грешка. Реакција на Дерек Фишер повеќе од фрустрациите поради ова висока предност. Погледнете само како бега Реджи Милер од својот чувар, како знае да игра без топка. Стручњак за брканица по теренот. И сега две слободни фрлања за Тревис Бест. Нема поени во првото. Реджи Милер 18 поени. Ке подсетам, 22 коша постигна Джелен Роуз. И со нивна помош и високата предност што ја има Индијана Пейсерс, еве Лери Бърд си дозволува и Жан Табак да го внесе во игра. Прецизен во вториот обид Тревис Бест. Одиме со последниот напад за Лос Анджелес Лейкерс во првото полувреме. Ке остане време и за Индијана Пейсерс. Брајан Шо. Хори. Шекил Онил од одбојка додавање назад. Повратна и има лична грешка. Чива на Жан Табак. Индијана Пейсерс му е трет NBA тим. Беше во Хјустон, па во Торонто, еве го сега во Индијана Пейсерс. Има еден шампионски прстен, Жан Табак со Хјустон Рокетс. Шекил, прецизен во ова слободно фрлање, и Сем Перкинс и Остин Кроушир ќе се вратат да го завршат последниот напад на Индијана Пейсерс во првото полувреме. Табак мина цели 10 секунди на теренот. Уште една Шекил Онил, 19 поени, си ја исполни нормата за првото полувреме, меѓутоа потврли Коби Брајан. Само 6 поена. Реджи Милер. Милер за тројка. Нема. И да видиме Перкинс како само ја фрли оваа топка. Малку да беше по-нежно испрлена, не толку силно. Веројатно табла ќе завршеше тука некаде околу обрачот. Сепак нема кош за Индијана.
И уште еднаш ќе повторам, ова е неверојатно прво полувреме за кошаркарите на Индиана Пейсерс. Го одработија на феноменален начин, со многу срце, желба, знаење, со многу мотив и стигнаа до изворедна предност по првите 24 минути. Сосема заслужено. All right, thank you very much, Bob. Да слушнеме што ќе каже Реджи Милер. How do you guys avoid these lapses that you've had in other games when you've had a lead here in the second half? Well, we got to keep putting the ball in the basket, but also we can raise our level of defense a little bit. I think we're doing a good job on shot conversion. You know, they're missing a lot of shots and we're making a lot of shots, and that's been the difference. Now you're 8 from 15 from the three-point line. Can you guys win by falling in love with that shot and continuing to shoot it? No, but that sets up a lot of our game. When we get it clicking from the three-point range, I think Rick, Dale, and even Austin can operate a little bit easier down post. All right, Reggie, good luck in the second half. Го слушнавме Реджи Милер, вели дека оваа предност во голема мерка е и резултат на добрата одбрана и брзото удвојување и промената на кошаркарите кои што го чуваат Шекил Онил, а ударите за тројка се резултат на желбата на Лери Бирд да се остави повеќе простор за центрите Рик Смит и Дейл Дейвис под кошот. Меѓутоа, еве, шутот одлично им иде. 64-45, цели 19 поени, 10 поени предност. Неверојатни 19 поени предност за 24 минути игра остварени. 11 од нив беа остварени во првата четвртина и уште 8 во втората. Резултатот 64-45. Во напад Индијана и лична грешка на Коби Брајант или пак тамо некаде под кошот. Рон Харпер направил лична грешка. Значи, сепак Коби Брајант се сочува од својата четврта лична. 3 има до сега. Смит. Нема кош. Скок на Рон Харпер. И повторно забележувате веќе и сами со стартните петорки и на стартот од второто полувреме двата тренера. Глен Рајс е со топката. Очекуваат и кошаркарите и Фил Джексон, кошаркарите на Лейкерси се разбира, и Фил Джексон повеќе учинок од него. Не е дека нема некоја посебна минутажа, меѓутоа сепак прескромен е Глен Рајс. Едноставно мора да исполни една квота од некои 15 на поени. На тоа сметаат сите во тимот на Лейкерси. Брајант мора да шутира на една секунда до крајот и Реджи Милер го чекаше и го дочека. Жива рампа, чиста банана. Марк Джексон од табла има кош. 21 кош разлика за Индијана Пейсерс. 66-45. Можно ли е да има пресврт? Може ли нешто да направи Лос Анџелес Лейкерс? Да видиме. Марк Джексон право во рацете на Глен Рајс. Навистина човек тешко може да поверува овде да има пресврт. Шекил Онил офанзивен скок по промашувањето на Коби Брајант. И еве ги првите поени на Лос Анџелес во второто полувреме. Видовте како Шекил Онил со викање им се обраќа на соиграчите, ги мотивира, бара повеќе срце, повеќе желба кај нив. Джексон. Пред него е Шекил, Джексон за тројка, нема кош. И сега разменети улоги, Шекил Онил излезе да брани надвор од кошата, Коби Брајант оствари скок и сега мртва. Ова едноставно не може да биде мртва. Или е лична грешка на Марк Джексон, или е двојна игра на Шекил Онил. Еве, погледнете, од каде овде мртва, не ми е јасно. Во секој случај ќе скокаат, ако воопшто се обиде Марк Джексон да скокне со Шекил Онил. Скокна, реда ради. Брајант до крај, каков потек. Може би и најубавиот во досегашниот тек од средбата. Како само ја забија, закова топката во обрачот. И дали ваков еден потек може да ги раздвижи кошаркарите на Лос Анџелес Лейкерс? Дали може да влезат во серија? Има лична. Од Дейл Дейвис под кошот на Лос Анџелес Лейкерс, фаулиране Шекил Онил. И уште еднаш, погледнете. Кој одраз, која елевација, како само ја закова топката во обрачот.
Райс. AC Green. И Шекил Онил. Шекил. Усо. Харпер офансивен скок. Побегна од Рик Смит и добро е што го стори тоа. Шекил под кошот. Кошот ке важи и лична грешка. Не забележав ниту еден кошаркар низ годинашниот плейоф што го чуваше Шекил Онил, а што не го избриша паркетот барем еднаш. И сега да видиме, личната му е досудена на Рик Смит. Така е. 6 поени, 4 лични. Уште малце ќе го достигне бројот на поени како тргнал Рик Смит. Дел Дейвис пред AC Грин. Марк Джексон е со топката. 66-51. Лейкерси во второто полувреме, од почетокот на второто полувреме постигнаа 6 поени, а кошаркарите на Индиана Пейсерс 2. Джелен Роуз ќе уфрли топката во игра. Смитс, па Дейл Дейвис. Двата високи кошаркара во тимот на Индиана, надвор од рекетот. Роуз навлез. Роуз. Фантастична игра на Джейлен Роуз на овој меч. Ова е негов 24-ти кош. 68-51. Глен Райс. Па Коби Брајант. Па Шекил Онил. Брајант. Брајант со чекор кон кошот. И тука е AC Грин од одбојка, од табла, ја врати топката во мрежата. 15 поени предност Индиана Пейсерс. Анулирани се 4 од предноста што ја имаше Индиана на крајот од првото полувреме. Смитс. Одлично игра во напад од Рик Смитс, без многу респект. Брајант против Реджи Милер. Уште еден дуел за уживање. Брајант меѓу тројца. Райс мора да се шутира. Райс убаво го направи ова. Со задршка ја врати топката назад и од табла. Джелен Роуз. Грешка. Пребрзо беше сето ова од неизградена ситуација. Без изгледна позиција. Повторно Райс. Го има Рон Харпер. Решава да игра сам. Дури сега до Харпер. AC Грин. Навлез. AC Грин. Ова беше на среќа. Меѓутоа, поените си се поени. Се најде во безизгледна ситуација, се собра, некако ја испрли таа топка. Меѓутоа, еве на стартот на второто полувреме им оди на кошеркарите на Лос Анџелес. Не можеше цел надпревар така да го играат. Не можеше цел надпревар да промашуваат, реков, ќе дојдат оние 5 минути на Лос Анџелес Лейкерс и еве ги на стартот од второто полувреме. Тайм-аут за Лери Бирд. Даунтаун. И еве една убава панорама сега и внатре након Сико Филхаус. Ова е прва сезона во која Индиана Пейсерс игра во оваа арена. Претходно се сеќавате, дом им беше Маркет Сквер арена. Джексон. Смитс. Па Джейлен Роуз и Дейл Дейвис сите ја допреа топката, освен Реджи Милер. Еве го сега и него. Джексон со хорок. Каков потек. Прекрасен хорок. Удар од двочекор во движење во лед. Марк Джексон успеа да погоди 72-57. Коби Брајант, уште еднаш, Брајант преку Реджи Милер, нема кош. Шекил Онил се обиде да ја дофати таа топка и Реджи Милер зад него беше фрлена оваа топка. Ова е грешка на Марк Джексон, не на Реджи Милер. Во една контра вака не може да се дофрли топка, ниту пак да се прими. Реджи Милер и Марк Джексон во разговор. 15 предност за Индиана. Брајант. Повратна Харпер. Ја имаше топката во рацете Джейлен Роуз, му побегна.
и останува тимот на Лос Анџелес во напад. Еве уште еден тајм-аут. Реагира постојано публиката на сите потези на гостинската екипа и логично е што е така. Ова е дом на Индиана Пейсерс. Индиана има 15 поени предност, нешто преку 6 минути до крајот. Со тоа ќе се доближат на само 4 помалку од тимот на Бостон Селтикс. 16 шампионски титули за екипата на Бостон. Уште еднаш ќе го видиме она додавање на Марк Джексон кон Реджи Милер. Не само што не беше доволно прецизно, туку во обид да ја дофати таа топка, Реджи Милер не сгазна, не стапна најдобро и можеше евентуално и да се повреди, што без друго не би било добро и за овој надпревар и воопшто за финалето. Еве уште една контра. Джелен Роуз е напред, меѓутоа тука е и Коби Брајан да ја земе таа топка. Немаше лична грешка. Брајан со задршка непрецизно оди сам по таа топка и повторно промашува Коби Брајан. Сега и тој бара лична грешка, што без друго ја немаше. Остануваат 15 предност. Реджи Милер и Шекил Онил како одбојкар. Реджи Милер и Джейлен Роуз нема збор дека се задржани во второто полувреме, барем до сега. Никако да дојдат до кошот, да погодат. Смитс, затоа тој е прецизен. Имаше претходно 2 поени од крилна позиција, меѓутоа од другата страна еве го сега и од спротивната. И повторно високи и убедливи 17 поени предност. Райс. Харпер за тројка. Враќа. 74-60. Смитс уште еднаш. Идентична позиција, идентичен резултат. Ова е веќе 6-ти поен на Рик Смитс во оваа четвртина. 16 предност за Индиана. Райс против Джейлен Роуз. Райс на влез. Райс сака да изнуди лична и му успеа. Згоре на тоа личната му ја изнуди на Рик Смитс. Ке има 2 слободни фрлања за Глен Райс. И уште еднаш висока цена плати Лос Анџелес Лейкерс за Глен Райс. Се сеќавате, за него во тимот на Шарлот беа испратени Елдин Кембел и Еди Джонс. Како само добро би им дошол Елдин Кембел на Лейкерси годинава, еден вистински силен, крилен центар, нешто што им недостига на Лос Анџелес Лейкерс цела оваа сезона. И сега потаа лична грешка на Рик Смитс, Лери Бърд решава да го сочува за понатамошниот тек од надпреварот, повлечен е од игра, а Глен Райс само еднаш погоди од овие 2 слободни фрлања. Марк Джексон. 15 предност за Индиана. 60% шут на Индиана. Постојано публиката е незадоволна од одлуките на судиите, а не гледам некоја причина за такви реакции. Роуз. Марк Джексон. 4,5 минути до крајот на третиот дел. Джексон. Роуз. 5 секунди за овој напад. Роуз. Прецизен е Джейлен Роуз. Од поле, Лос Анџелес 7 од 15, Индиана 7 од 12. Брајан преку Реджи Милер. Овој пат нема кош. Марк Джексон пред Рон Харпер. Го има Реджи Милер. Добива топка, меѓутоа стигна Харпер да покрие. Перкинс, фаулиран од Коби Брајан.
за Коби Брајан, четврта лична грешка. Фаулиран беше Сем Перкинс. Уште еднаш ги гледаме поените на Джейлен Роуз. Од место и личната на Сем Перкинс. Ова му е 16-та NBA сезона на Сем Перкинс. Интересно, до сега пропушти само 58 во тие 16 сезони, пропушти само 58 од можни 1280 надпревари. Остин Кроушир сега замени во двата тима. Остин Кроушир влегува на местото на Дейл Дейвис. Джексон, центарски, тоа е негова игра, не успеа и под одбојка за малку. Брајан, Кори, Харпер, односно Брајан Шо, простете, и Шекил, но претходно лична грешка на Брајан Шо во напад. Фаулиран е Сем Перкинс. За Сем Перкинс ова е трето учество во финалната серија. Нормално посакува да му се посреќи третото учество. Претходно 91-та со Лейкерси учествуваше во финалето, беше поразен од Чикаго, и 96-та со Сиетл, повторно поразен од Чикаго. Реджи Милер се обиде на невидено, не успеа. Джелен Роуз е фаулиран од Рик Фокс. Рик Фокс е стручњак за лични грешки. Само што влезе, веднаш ја направи. Така му оди. Не е виновен тој, едноставно бара контакт, дуел, а преагресивен е секогаш кога ќе се најде блиску до противникот, во желба да го запре. И судиите го научија дека е таков, па дури понекогаш и кога нема лична грешка, едноставно му ја судат. Овој пат ја имаше. Роуз прецизен. Ако е потребно, били овој податок, шестиот меч помеѓу овие два тима, внедела наутро, односно, простете, понеделник наутро во 3 часот и 5 минути. 80-61, уште еднаш 19 поени предност на Индијана и успева Индијана да ги задржи, односно да ја задржи оваа висока предност и во третата четвртина. Погледнете колку желба, агресивност, борба на кошаркарите на Индијана Пейсерс. Овој пат Шекил успеа да го најде патот до кошот, но по голема борба. Најдобра игра на Индијана Пейсерс во годинашната финална серија. Нема збор. Джексон, Перкинс, Джексон уште еднаш, па Джейлен Роуз. Роуз вади надвор, Кроушир, чиста позиција, Кусо. Скок на Роберт Кори. Коби Брајан. Брајан Шо, па Роберт Кори. Шекил. Шекил нов обид. 4 поени поред на Шекил Онел. 15 поени предност за Индијана. Пред малку беа 19. И повторно овации за домашните кошаркари. 2 минути до крајот. Кроушир фаулиран од Рик Фокс. Дали ќе биде досудена и намерна, ќе видиме. Во секој случај одеше тука на прекршок Рик Фокс. Еве го тој момент. Кроушир на забивање, а Фокс на Кроушир. И нормално намерна. Прецизен. Страшно талентиран кошаркар Остин Кроушир со перфектно изработен шут. Погледнете само како му работи с глобчето. Еве уште еднаш оваа лична на Рик Фокс.
Продолжуваме со напад за Индиана Пейсерс. 24 годишен, 206 сантиметри. Еве го и податокот за намерна лична на Рик Фокс. И што има сега? Разговор на судиите. Нешто се продолжи овој напад, изведувањето, започнувањето на овој напад на Индиана. И слушате каква атмосфера, публиката скандира Beat LA, победете го LA. Нормално, Лос Анджелес е цел на сите тимови во NBA лигата. Победата против овој тим има посебен вкус на триумф. Коби Брајан, дали му е досудена лична грешка? Ако му е, тогаш е пета, што е премногу. Да, има тука лична. Нема збор, не знам зошто се буни Коби Брајан по овој старт. Едноставно, човек и да не сака, мора да му досуди лични. 5 лични, 8 поени. И веќе е јасно дека Индиана Пейсерс одигра одлично во одбраната. Како против Коби Брајан, така и против Шекил Онил, без оглед што Шекил ќе си исполни нормата од 20 и кусур па и 30 поени на овој меч. Нема помош за Шекил Онил, нема соработка од останатите кошаркари. Тука е причината. 84-65, 19 поени предност за Индиана Пейсерс. Лейкерси се во напад, Шекил Онил има топката. Па Брајан Шо, Шекил од прва, Кусо. Остин Кроушир е повисоко од Роберт Фори. Овој ритам на игра на Индиана Пейсерс ветува дека тука не може да има пресврт. И добро е што е така. Ќе гледаме уште еден надпревар, барем уште еден надпревар. Кроушир против Фори. Мора да ја вади оваа топка надвор. Джейлен Роуз. Па Сем Перкинс. Мора да се шутира. Перкинс. Запрена играта, измина времето, велат судиите. И во напад ќе појде тимот на Лос Анджелес. Лери Бърд постојано дели совети. Ги има сите причини, сите параметри да биде максимално задоволен од она што го пружаат неговите кошаркари денеска. Шекил. Одлично проигран од Рон Харпер. 17 поени предност за Индиана. Последни 40 секунди од третиот дел. Реджи Милер, Остин Кроушир игра 1-1. Брајан Шо беше до него, па Марк Джексон со елементи на лична грешка од Брајан Шо, недосудена, меѓутоа Джексон успева да погоди. И на нозе се чека крајот на третиот дел. Апсолутно заслужено. Ваква почест апсолутно заслужија кошаркарите на Индиана. Харпер нема тројка. Кроушир со висок лет стигна до оваа топка. Последни 10 секунди. Реджи Милер, избиена му е топката од рацете, нема лична грешка. 3, 2, 1 секунда. Фори за тројка, нема тројка. На два пати се заканија кошаркарите на Лос Анджелес Лейкерс во оваа трета четвртина. На самиот почеток направија убава серија, па потоа стигна и до само минус 13, меѓутоа по 36 минути игра, 19 високи убедливи поени предност за Индиана Пейсерс, 19 поени предност кој што ветува дека ќе гледаме и шести меч во оваа финална серија. Го надигра големиот противник Лос Анджелес. Инаку највисоката предност, победа со највисока предност во ова финале направи екипата на Лос Анджелес Лейкерс во првиот меч, беше 17 плюс 17 за Лейкерс. Брајан Шо, Шекил Онил, удвоен, повратна, Брајан Шо за тројка во бунар, неочекувано лошо од чиста позиција. Джелен Роуз, назад кон Марк Джексон, овој до Сем Перкинс, па до Реджи Милер, овој за тројка и овој пат нема. Ќе беше многу ако повторно уфрлеше тројка со лична грешка.
Вака има 3 слободни фрлања и Реджи Милер нема да пропушти да оди по талк за рацете. Тоа му е суеверие. Секогаш го прави тоа, нешто како ритуал пред изведување на слободни фрлања. Ова што го извика Дерек Фишер, без друго не е за превод, можеше да му се прочита од устата. Згора на тоа заработи и техничка. А како се врти околу судиеве, може да заработи уште една. Реджи Милер прво за техничката погоди, па сега ќе има уште 3. Публиката го скандира неговото име. Како само ги изведува овие слободни фрлања Реджи Милер, велам досега. Низ овие 5 надпревари од финалето промаши само едно единствено слободно фрлање. Каков е овој автоматизам на влегување во шут, едноставно не може да се утне, не може да се промаши. 21 поен за Реджи Милер. Коби Брајант мирен на клупата, полека му станува јасно дека овде пресврт нема. Брайан Шо, скок на Остин Кроушир, па Джейлен Роуз. Марк Джексон за тројка. Ја нема Остин Кроушир за момент, но Лейкерси одат во напад. Не можеше ништо повеќе да направи Остин Кроушир, овде не можеше со 2 раце да ја фати топката, беше во сендвич. Мудро ја одби од себе, меѓутоа немаше никој од кошеркарите на Индијана. Фокс, чисто избијана топка од рацете на Джейлен Роуз. Остануваат Лейкерси во напад. Што има сега? Техничка. За кого? За Фокс. Секогаш е таму, каде што има провокации и оган, борба. Рик Фокс се препрга, пренервозен. Во некоја рака и Фил Джексон умее да го користи тоа. Кога му е потребно малку да се испровоцира некој, тогаш Рик Фокс му е прво оружје. Меѓутоа Джейлен Роуз не наседнува, гледате. Джейлен Роуз дури може и да го доиспровоцира Рик Фокс со ова негово однесување, со ова негова насмевка. И сега да видиме што има. Марк Джексон далеку посериозен од Джейлен Роуз. А на Лери Бърд му е сосем јасно што сака Рик Фокс со ова што го прави сега. Кошаркарите на Индијана Пейсерс, реков и на почетокот, се искусни, тоа се ветерани. А сега Рик Фокс, забележавте, и се обрати и на публиката. Еве го моментот кога Реджи Милер го одбитна од себе и Рик Фокс му се пушти со вербален дуел, само со вербален дуел. Шекил, нема кош, нов скок на Остин Кроушир. Го има секогаш кога топката се одбива од обрачот и Реджи Милер. Каква тројка на Реджи Милер од 10 метри. Чисто за да му врати на Рик Фокса, а потоа и тој го провоцира вербално. Видовте каква дрскост, впрочем и може да му се пушти еден ваков шут во ситуација кога имаат волкава предност кошаркарите на еднаш прецизен од 8 обиди во второто полувреме. Индијана 9 од 18 обиди за тројка. Сите бројки во прилог на домашната екипа. Го гледаме Джейлен Роуз, годинава најпрецизниот кошаркар во екипата на Индијана Пейсерс, низ регуларниот тек од првенството и низ плейоф. 93-68, 25 коша разлика.
Тревис Најт е во игра и значи ли тоа дека крена рација од оваа средба Фил Џексон. Уште еднаш Остин Кроушир со скок. 10 минути до крајот. Џексон. Кроушир со дриблинг, фаулира. Две слободни фрлања за Остин Кроушир. Беше избран како 12-ти пик 97-та година. Велам, во тимот на Индиана Пейсерс дојде на барање, на инсистирање на Лери Бирд, кој што го зеде од драфтот. Таа година, 97-ма, Лери Бирд беше назначен за тренер во Индиана Пейсерс и во некоја рака Остин Кроушир беше неговиот прв потек, прв избор на драфт. Шекил О'Нил против Перкинс, неодбранливо, лесно, убаво, фино. Меѓутоа, како стојат работите на семафорот за доцнето. Кроушир против Тревис Најт. Кроушир од место. Лесна топка за Коби Брајант. Има 5 лични грешки, само да подсетам. Брајант за тројка. Усо. Исклучително слаб процент на реализација на кошаркарите на Лос Анџелес во оваа последна четвртина посебно. Джелен Роуз. Марк Џексон против Дерек Фишер. Со грб кон кошот се ближи и сега Фишер убаво одигра тамо, а Тревис Најт не успеа да ја додржи оваа топка. Остануваат Пейсерси во напад. Милер. Перкинс. Мора да се шутира. Реджи Милер, не, судиите велат дека предосна. Реджи Милер погоди и тоа каков шут, меѓутоа за нијанса предосна. Еве да видиме уште еднаш дали беа во право. Да. Се виде веднаш пред да ја изфрли топката, оние бројки застанаа на 0. Шекил. И тој промашува од место од каде што не промашува. И резултатот е огромен во корист на Индиана Пейсерс, а и играта едноставно покажува, играта на двата тима покажува дека тука пресврт нема. Милер надвор. Уште еднаш Милер за тројка. Запрена играта. Што има? Одземена им ја топката на кошаркарите на Индиана Пейсерс. Ако го слушнав добро, официјалниот спикер се работи за 3 секунди во рекетот на Индиана и тоа односно на Лейкерс и тоа на Остин Кроушир. Брајт. Шекил, бајца крај него. Меѓу нив се протна Шекил О'Нил. Тоа значи дека имаше многу простор. Како инаку би се протнал толкав човек меѓу двајца. И имаме тайм-аут по овој кош на Шекил О'Нил. Значи ова беше еден од оние покусите тайм-аути за со кои располагаат тренерите на двата тима. Фил Џексон е мирен. Фил Џексон е доволно искусен да знае дека вистинско чудо треба да се случи за Индиана Пейсерс. Вака искусен, квалитетен тим да испушти една огромна предност што ја има во моментов. 23 коша разлика на 8 минути до крајот. Велам вистинско чудо за да дојде до пресврт. Џексон. Джелен Роуз.
Роуз и натаму. И лична грешка на Тревис Найт. Преагресивен. Ги излезе надвор од теренот, на негово место Глен Рајс. Глен Рајс го игра можеби најслабиот меч во ова финале, па можеби и во плей-офот. Марк Джексон излегува надвор, а Дерек Меки во игра, малку нелогична замена, плеймейкер за крилен центар. Меѓутоа Джейлен Роуз ќе ја превземе улогата на плеймейкер. Реджи Милер. Милер кружи, Милер е фаулиран од Роберт Кори. Дерек Меки, тој ќе уфрли топката. Перкинс, Меки, Милер, па Роуз. Роуз од место. Нема кош, меѓутоа Кроушир скока на секаде. Секоја топка што ќе се одбие од обрачот, кога е во игра Остин Кроушир со огромна веројатно завршува во негови раце. Не само што има голем одраз, него човекот има одлично чувство, префинето чувство каде ќе се одбие секоја топка. Повторно е фаулиран и повторно има две слободни фрлања за него. Прецизен во првото Остин Кроушир располага со многу квалитетни млади кошаркари, Лери Бирд и годинава, а и Рик Карлайсел следната година. Покрај Остин Кроушир тука е 18 годишниот Джонатан Бендер, еден исклучителен талент. Тука и Ал Херингтон, 21 годишен кошаркар, крилен играч со исто така голем потенцијал. Брајан, нема кош. Во претходниот меч ова му успеваше на Коби Брајант, а сега обострана лична грешка на Остин Кроушир и Шекил Онил. Би било убаво ако има забавена снимка да видиме, еве го нивниот дуел, многу држење, и тоа какво? Боречко држење на овие двајца. Кроушир држеше, а Шекил Онил се послужи со лактот. Силно, цврсто момче е Остин Кроушир. Трпи, држи се. Има потфрлање и тоа на центарот од теренот. Повисок Шекил Онил. Пише. Брајан. Шекил удвоен. И натаму Шекил, пак Глен Рајс. Бори, уште една Шекил Онил против Сем Перкинс. Глен Рајс за тројка. И Глен Рајс погодува. Казнето е удвојувањето на Шекил Онил. Вакви поени фалеа. Секогаш кога ќе дојде до удвојување на Шекил Онил, некој едноставно мора да е слободен. Меѓутоа слабо шутираат кошаркарите на Лос Анџелес на овој меч. Да видиме сега. Дали е досудена лична грешка на Джейлен Роуз и не е ли тоа престрого? Како и да е, јасно е дека е одземена топката на кошаркарите на Индијана, 97-75. Тој далеку порасположени, помотивирани, поразиграни кошаркарите на Индијана Пейсерс и најавија ваква една средба уште во првата четвртина, кога постигнаа 39 коша. 97-75 е резултатот. Коби Брајан. Топка за Кори во обид за тројка. Шекил Онил офанзивен скок и Сем Перкинс прави лична грешка. Две слободни фрлања за Шекил Онил. Еве податок за трите титули што ги има тимот на Индијана Пейсерс во ABA лигата. Велам од таа лига пред 24 години, 76-та, екипата на Индијана Пейсерс премина во NBA. Значи далеку повеќе успех во ABA, 3 шампионски титули. Од 5 учества во финалето на таа лига, оние 2 пораза ги претрпе од еден ист тим, од Кентаки.
Дерек Фишер. Прв поен вечерва за него. Два вкупно по овие две слободни фрлања. Джелен Роуз. 20 предност за Индиана Пейсерс на 6,5 минути до крајот. Кроушир. Перкинс. Истрча Джелен Роуз и Реджи Милер по крилните позиции да прима топка. Роуз до крај. Прекрасно решение на Джелен Роуз. Убав блеск, праволинијски кон кошот и убаво елегантно положување, меѓутоа Шекил Онил, 35-ти кош за него. И повторно 20 предност за Индијана. Чисто земена топка. Брајан. Фишер за тројка. Нема ништо. Веднаш беше забележливо дека тоа е куса топка, па и настрана малку. Девет тројки на Индијана, 4 на Лейкерси, од 15 победи и уште една тројка. Овој пат Сем Перкинс. Феноменална, страшна игра на Индијана Пейсерс. Брајан преку Сем Перкинс и тука е Шекил Онил, меѓутоа и тој промашува. Реджи Милер, 102-79. Овие 102 коша на Индијана не чудат, меѓутоа овие 79 на Лос Анџелес Лейкерс се навистина неверојатни. Остин Кроушир, апсолутно сите играчи од првиот до последниот што влегоа во игра во тимот на Индијана Пейсерс одиграа според своите максимални можности. Мирен е Фил Джексон и не може поинаков да биде, јасно е, на оваа средба Индијана е далеку подобар тим. Овации за Реджи Милер. Честитки за Реджи Милер. Ги заслужи апсолутно. 25 поени, погледнете од поле, 7 од 12, 4 од 6 за тројки. Рајс. Кроушир уште еден скок. Кој знае кој поред. 104-79 е резултата. Надиграни, дури демолирани кошаркарите на Лос Анџелес на оваа средба. Кроушир го навлече на лична грешка Роберт Хори и повторно ќе има две слободни фрлања. Крис Малин е во игра. Крис Малин му беше соиграч на Лери Бърд на Олимпијадата во Барселона, во оној Dream Team 1, се сеќавате? А во ова финале има уште еден кошаркар кој што играл против Лери Бърд и тоа во финална серија. AC Грин на два пати играше против Лери Бърд во финалето на NBA. Во двата претходни случаја, во дресот на Лейкерси, најпрви на 85-та, кога Бостон Селтикс загуби од Лейкерси со 4-2 и 87-ма беше истиот резултат. Јасно е дека Лейкерси до крајот на оваа средба ќе се мачат. Јасно е кој е победник и сега сите ќе влезат во игра во тимот на Индијана Пейсерс. Остин Кроушир, односно Жан Табак, простете. И тој ќе се пофали дека постигнал кош во ова финале. Брајан, може би е време тој да биде повлечен од игра. Или пак Фил Джексон сака да го принуди да почувствува како изгледа кога противникот максимално ве надигрува. Потребно е и такво искуство, нема збор. За да се биде голем играч, треба и ова да се претрпи. Роберт Хори фаулира во напад. Одушевени се навивачите на Индијана Пейсерс од почетокот на оваа средба. Овации, радост на трибините. Сето тоа им го пружија кошаркарите на Индијана
со феноменална игра и со навистина голема, огромна победа на оваа средба. Велам, воопшто не се поставува прашање на победник, прашање е само колкава ќе биде разликата на крајот на оваа средба. И сега Лейкерси се наоѓаат во една поинаква ситуација. Не само што губат на оваа средба, кога очекуваа да ја освојат титулата, туку и се максимално надиграни. Тоа од една страна значи дека Индиана Пейсерс по една ваква победа со уште поголеми мотиви ќе влезе во шестиот меч во Лос Анџелес Лейкерс и дека на Лейкерси ќе им биде во голема мера потешко да го задржат овој налет на Индиана, без оглед на тоа што ќе играат на домашен терен во Стейпл Центар. Джейлен Роуз, 30 поени, 12 прецизни од 18 обиди. Феноменален процент на Джейлен Роуз од игра, од пола. Прецизен и од линијата за слободни. Ова е Џон Сели кој што влезе во игра на местото на Шекил Онил. Неблагодарна задача на Џон Сели да игра во ситуација кога неговиот тим губи со огромна разлика. 30 коша разлика. Пише. Скок на Джонатан Бендер. Тоа е она момче што ви го кажав, 18 годишно, страшен потенцијал, голем талент. Лери Бирд инсистираше Индиана Пейсерс за него да даде еден избореден кошаркар како Антонио Дејвис. И сега атрактивна завршница на Остин Кроушир, меѓутоа само за душа на публиката, затоа што овие два поена не би требало да важат. Личната беше направена претходно. И уште еднаш. Со мало бесење за обрачот, велам за душа на публиката. Две слободни фрлања за Остин Кроушир и Коби Брајант најпосле е повлечен од игра. На негово место Брајан Шо. Ја научи лекцијата на оваа средба и сега Фил Џексон вели потребно е да се сочува за евентуална случајност да не има повреда на Коби Брајант, такво нешто веќе е преголем ризик. Џон Сели, па Брајан Шо, па повторно Џон Сели и Глен Рајс. Сели против Табак. Запре на играта, кошот нема да важи. Лична грешка на Жан Табак. И сега тайм-аут не забележа под кого, Фил Џексон или пак Лери Бирд, без оглед. Во секој случај овој тайм-аут е можност за Лери Бирд да им честита за оваа игра на своите кошаркари. 32 коша разлика за Индиана Пейсер во 3-5. Видовме ден повеќе одмор пред враќањето во Лос Анџелес и во Стейплс Центар. Лери Бирд мирен и задоволен. Има причини. Неговиот тим ја одигра можеби најдобрата игра, најдобрата партија во годинашното првенство. Тревис Најт. Малин агресивен до него. Па Брајан Шо, па Тревис Најт изблокиран од Джейлен Роуз. 3-2, Кроушир пресече убаво Дерек Фишер. Сега 3-1 на спротивната страна. Брајан Шо, па како само го промаши ова, меѓутоа Џон Сели е тука да ја уфрли топката во кошар. 30 поени предност за Индиана, 2 минути и 10 секунди до крај. Мали, редно и тој да даде кош. Го заслужува тоа со своето искуство, талент, со сето тоа што го даде во NBA лигата во претходните 15 NBA сезони.
Фил Джексон во игра, за прв пат во оваа финална серија го внесе и Дивейн Џорџ. Тој ја направи личната грешка, а Джонатан Бендер ќе изведува слободни фрлања. Джонатан Бендер има 211 сантиметри, 28 годишен, беше избран како 24-ти пик на драфтот од Торонто Репторс. Претходно беше договорена трампата меѓу Торонто и Индиана Пейсерс. Веднаш по изборот на Джонатан Бендер беше склучена онаа трампа во која Антонио Дејвис замина во Торонто за него. Бендер фаулиран од Џорџ. Има изворедни физички предиспозиции. Джонатан Бендер може да забележите 211 сантиметри, исклучително долги раце или уште подобро долги екстремитети. Директно од средното школо дојде на драфт и беше избран во првата рунда. Прецизен во првиот обид. Джонатан Бендер ја има таа привилегија во својата прва NBA сезона да му биде тренер легендарниот Лери Бирд и веднаш во првата NBA сезона да стигне до NBA финале. Тревис Најт прецизен од крило, само за утеха на Лейкерси. 90 секунди до крајот, 116-85, 31 поен предност. Бендер. Малин. Фаулиран, кошот ќе важи. Апсолутно на сите им води се на оваа средба во тимот на Индиана Пейсерс. Крис Малин со кош и лична грешка на Брајан Шоеве го моментот, имаше мал допир, меѓутоа секој допир со онаа рака што ја испрла, на онаа рака што испрла топката, според правилата е лична грешка. И дополнително слободно фрлање. Само 3,4 поени по надпревар низ плей-офот на Крис Малин, прескромно за него. Брајан Шо, 70 секунди до крајот, Шо табла и Табак ја собра оваа топка, меѓутоа со лична грешка. Беше забележливо. Топката ја зеде со едната рака, а со другата го оттурна од себе Џонсен. Коби Брајант и Шекил Онил, еден крај друг, максимално сериозни. Тревис Најт непрецизен во првиот обид, сепак тој беше фаулиран. Малин. Ке повторам уште еднаш. Оваа средба и оваа висока победа на кошаркарите на Индиана Пейсерс даваат една друга димензија на оној шести меч во Стейплс Центар. Ваква една победа е мотив повеќе за Индиана Пейсерс да одиграат уште подобро, уште повеќе им го зацврстува мислењето дека се тим доволно добар да го победи Лос Анџелес. Ако може на домашен терен да триумфира со 30 поени разлика, зошто не би можел да извлече потесна победа и во Стейплс Центар. Велам, Лейкерси можеа да претрпат пораз на оваа средба, меѓутоа едноставно не смееа да дозволат една ваква катастрофа, затоа што уште повеќе ќе ги мотивира кошаркарите на Индиана пред онаа шеста средба. Ќе биде многу интересно на тој шести меч во Стейплс Центар. Ќе биде навистина многу интересно да се гледа таа средба. И добро е што е така. Вистинско финале, вистинска финална серија, вистинска кошарка гледаме. Прекрасна кошарка ни пружаат кошаркарите на овие два тима, на Индиана Пейсерс и Лос Анџелес Лейкерс.
Ги гледаме Фил Джексон и Лери Бърд. Оној до Фил Джексон беше Джим Клеманс. Еден од оние легендарни кошаркари во NBA лигата, избореден шутер, една изборедна двојка во NBA лигата. Брайан Шо сели до Дерек Фишер за 3 поени и скок на Джейлен Роуз. Да видиме уште колку време има до крајот. Публиката е на нозе. Овации урне без во салата. Ова е последен NBA надпревар оваа сезона во Консико Филдхаус и оваа сезона во оваа арена завршува на прекрасен начин за овие навивачи. Тука е крајот на петиот меч од ова NBA финале. Фантастична победа на Индиана Пейсерс против Лос Анџелес Лейкерс. Победа која што ретко кој можеше да ја очекува. Честитки за Лери Бърд, јасно е, се гледа од неговото лице дека е максимално задоволен од тоа што го направија неговите кошаркари. Велам, ретко кој можеше да очекува ваква победа на Пейсерси во дуелот со Лос Анџелес Лейкерс, посебно по оној разочарувачки пораз во четвртиот меч. Беа многу близко кошаркарите на Индиана во тој четврти меч, но да го чуеме Реджи Милер. Not to allow the Lakers to celebrate here on the home court, and did you talk about it? Well, we don't want them celebrating at all. You know, understanding we are behind the 8 ball, but we want to come out and set the tone early. You know, we got our rhythm early with a lot of good looks at threes. I thought we shot like 70% in that first quarter. I think that carried, we picked up our defense, and that carried throughout the whole game. Reggie, how do you bottle this now and take it back to LA for Game 6? Well, it'd been nice if we could put some of them points in the paint, because I know we're going to have to use them in the Staples Center. But if we bring the same intensity, and it really starts with our defense, then we got to get into the game quickly there. We can't allow them to get out to a big lead and try to play catch-up. You guys, you just said about the defense. How did you manage to hold Kobe Bryant to just 8 points? Well, I think Kobe Bryant held himself to 8 points. He had a lot of good looks early. Probably got fouled on a couple shots. But hey, that's basketball, and we'll take it. Reggie, now I know you don't like to look back, but does Game 4 kind of stick out? Because you could have beaten these guys now 3 in a row. Well, they usually could have won Game 3, so it goes either way. You know, you never want to, what if and wish. We're down 3-2, but look, we have absolutely nothing to lose and everything to gain. Everyone's expecting to write us off anyways. Let's all let it hang out and go have fun. And the confidence now going into Game 6 after this performance? Well, we had a baby pulse coming into this game, and now it's beating a little bit louder, but like I said, we still got a long ways to go. All right, Reggie, congratulations on a great game. Thanks, Jim. Значи, за Реджи Милер, едноставно не сакале да им дозволат на кошаркарите на Лейкерс изглавија во нивна арена. Имале добар ритам, добар интензитет во првото полувреме, шутирале